Продолжуваме со емисијата. Тука е универзитетскиот професор Рубин Земон и председател на ПОЕН. Со него ќе разговараме за сето ова што произлегува од односите со Бугарија, со францускиот предлог, со протестите кои траат. А најново е тоа, господине Земон, чисто да дадеме контекст за гледачите, вие сте еден од креаторите и бевте вклучен во оној проект Едно општество за сите кој се спроведуваше во владата, не знам дали уште се спроведува, ќе ни кажете. И затоа токму вас ве повикав, бидејќи за време на овие протести, кога во еден момент кај оној инцидент кај Мавровка, кога дојде до еден, да речеме, меѓуетнички судир помеѓу демонстрантите, веднаш тие меѓуетнички односи се ставија на тест, веднаш пламна, да речеме, како да беше потребно само едно чкорче, веднаш да го запали бурето барот. Па тоа сакам да ја прашам, дали навистина меѓуетничките односи се толку фрагилни да еден така мал инцидент може веднаш да предизвика пожар? Благодарам прво на поканата да поразговараме во вашата телевизија и поготово ова емисија Студио 10, каде што можеме по општино да некои работи ги елаборираме и ги анализираме. Прво, во секој случај, таа стратегија, значи не е пренешно национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот, која што е владна стратегија и која се усвои 2020 година. За жал, прво поради ковид пандемијата, а подоцна и поради новата влада, новиот контекст што се направи со новото парламентарно мнозинство, на некој начин сето тоа немаме некоја позитивна енергија од тие што ги имплементираат политиките да тоа навистина и се продолжи, поради тоа што таа во моментов се уште е активна, таа е 3-годишна стратегија која што треба да заврши некаде февруари 2020 година, а сега треба по таа стратегија да имаме нови, да кажеме, активности околу правење на новата стратегија. Меѓутоа, од друга страна, мора да се каже тоа дека во самата владена коалиција имаше неколку, да кажеме, дискусии, дебати околу тоа и се повеќе се наметна уште еден термин, тоа е еднакво општество, а не едно општество, кое што не е само проблем во терминот, меѓутоа тоа е концепцијска разлика, концепцијски проблем, а сега гледаме се повеќе и повеќе тоа едно општество на некој начин се изфрли. Значи, едно општество, за да биде поедноставно за граѓаните, во суштина е пандан или антипод на поделено општество. Затоа што Македонија боледува од така наречен феномен на поделено општество, а не од еднаквост на граѓаните. Граѓаните се еднакви горе-долу, меѓутоа ние тој феномен што ги имаме е поделено општество. И тој концепт за едно општество во суштина прави активности и политики за да се сплоти едното општество, вклучувајќи сите овие, кажеме, инциденти што пред, да кажеме, 2017 година беа прилично големи меѓуетничка, да кажеме, релација, што се чаваме на тепачките во Кале, не знам какви тепачки по главниот превоз, па дури и убиства имаше во јавниот превоз, сето тоа беше во меѓуетничка основа и меѓутоа немаше некои политики, да не зборувам што се случуваше и може се случува по стадионите, спортските стадиони во нашите групи дека натаму. И на некој начин таа стратегија која што мора да кажеме кревка и не се на некој начин до крај исполни, идејата е да се сплотат сите граѓани на некој начин да живееме по-кохезионо и да немаме поделби по етничка основа. Имаше и уште тога се сеќавате и дебати од повеќето политички фактори, поготово тие, кажеме, политички кругови што се собираат поедини на етнонационализмот, на говорот на омраза и така натаму, на јакнење на етноцентризмот. И сето тоа, значи, со носен стратегијата не исчезна. Значи, тоа е процес во општеството си постои и тоа ќе се постои и во иднина, меѓутоа зависи колку ние спроведуваме политики за да направиме едно општество, да направиме кохезија меѓу поделените општества. И за жал ни се случува повторно кога доаѓа општество вакви, да кажеме, ранливи, да кажем, моменти каде што со секој случај
има потреба понекогаш да се искажуваат и националните чувства, и етничките чувства и да се захне идентитет и така натаму, веднаш доаѓа на некоја си граница која што е кревка и да се руши, да кажеме, да се рушат или да се повредуваат меѓуетничките односи. Гледаме што се случи, нели, пред некој ден тоа во Маврова, меѓутоа гледаме дека и Во Мавровка се извинувам, и гледаме дека сето тоа на некој начин не само таму, него воопшто во воздухот се уште Добро, јас постои вие тоа дека Ајде повторно да ве прашам на чистото прашање, но дали ете со години ја градиме таа стратегија, без разлика дали таа се реализира како што треба, сепак многу се зборува за неа, присутна е во јавноста, присутна е како порака. Се зборуваше. Сега не толку, не се зборува. Но за меѓуетничките односи се зборува многу. Сакам да кажам, во позитивна смисла се обидуваат политичарите да артикулираат дека треба тие да бидат добри, цело време праќаат такви пораки. Не сите, има и исклучоци, можам да кажам, но еве мејнстрим партиите, големите партии сепак се обидуваат така, но еве повторно ќе ве прашам, еден тест, еден инцидент и веднаш тие меѓуетнички односи се доведени, значи, во прашање. Зошто е тоа така? Прашањето дали се толку навистина кревки? Кревки се, значи ние се уште живееме во поделено општество. Пак ќе кажам, не тоа што ние донесовме стратегија, па поделеното општество го неаме, значи поделеното општество се уште постои. Во етноцентристичка смисла, да кажеме, од етничкиот идентитет и капацитет. Значи, за жал, кај нас се уште кога се размислува за другиот, имаме прилично голема доза на антагонизам према другиот. И гледаме ете сега во случајот, баш главната бариера доаѓа од Бугарија, дали, од бугарскиот народ, бугарската нација, бугарската држава и така натаму. И македонскиот идентитет е загрозен на некој начин од бугарскиот. Меѓутоа и на протести случаи дека тие повторно зборуваат за клети шиптари, за не знам пеја и така натаму. И мислам тоа е длабоко вкоренето, значи тие антагонизми се длабоко вкоренети и во нашето поделено општество. Тоа не е од сега. Значи тоа е со вековја назад се постои и ние се обидуваме, а за жал ова стратегија е, пак ќе кажеме 2,5 години, многу кревка, со многу напади и кога се правеше и кога се прави. Меѓутоа идејата е добра. Идејата е да направиме кохезионно општество. Ако сакаме нормално да живееме, ние дируваме опасности и имавме такви кажувања да правиме зидови, да разбениме население, се сеќавате пред колку беше 2001 година. Да, 2001-та, пред 2001-та. Пред 2001 баш за војната беше, па дури Ману. Но тие идеи доаѓаа во предвечерието на 2001-та. Тука пред некаде беа презентирани некако како идеи, да. Па не, кога се академици излегува кога беше војниот конфликт. Да. Не Ману, него академици излегува кога беше војниот конфликт. Предложија разбија население, не знам, да се поделиме по етнички линии, така значи тоа тлее, тоа стои во општество, во некои глави на интелектуалци или глави на не знам какви етнонационалисти или да не кажам полозбор етношовинисти и етноцентристи, тоа се постои, се уште размислуваме ние во некои си етнички граници. Значи идејата е дека Македонија треба е мултикултурно општество. И идејата е да едно општество дека ние треба да градиме политики на толеранција, на разбирање, на кохезија, на што е повеќето е говор на омраза да се трни. Ја не знам зошто и ето кога се прават вакви јадни протести, зашто веднаш не се реагира, а имајќи таква можност со новиот закон за новите измени во кривичниот законник, дека веднаш кој така шири говор на омраза, дека треба веднаш да се беше тоа предизвикува после криминалот омраза, знаете. Говор на омраза. Токму тоа сака да ве прашам, колку е опасен тој говор на омраза, бидејќи тој е присутен често, еве, не само на протестите и на социјалните мрежи најмногу, тој е на утакмиците, таму е најзастапен, кај што се навивачите кои најверојатно сега ги предизвикуваат најмногу и овие инциденти. Не можеме да тврдиме со сигурност, но се чини дека тоа се тие групи од прилика најекстремни. Дали колку е опасен тој говор на омраза, бидејќи гледаме дека од говор на омраза се претвори во реален насилен криминал, во реални насилни кривични дела, во насилство на улиците, во пракса. Па не, јас некаде говор на омраза е прилично опасен, а меѓутоа, знаете, не само кај нас, воопшто и во Европа и во светот имаме прилично проблем да направиме граница што е тоа говор на омраза, што е тоа слобода на изразувањето.
Така да некои го злоупотребуваат тоа ството на изразувањето, да може да шират говор на омраза. За жал, не се уште немаме регулатива и по социјалните мрежи. Значи нема начин се некој самите го пријави тоа и кај нас веќе имаме неколку случаи каде што се пријавени, веќе имаме и судски пресуди, каде што веќе се осудени, меѓутоа тоа е многу мал број во однос на тоа колку феномен имаме ние воопшто во социјалните мрежи. Значи говор на омраза се соочува секој ден. Ете јас пред некој ден имав еден статус на Facebook и веднаш почна да бомбардираат, па дури и антимакедонизам ја прогласат и така натаму. Значи многу прогласува на антимакедонизм во овој период на некој интелектуалец што сака да даде конструктивен принос, може да предизвика ова криминалната омраза веднаш. Знаете, тоа што во моментов ги гледаме тие групи се така направени да и таква е атмосферата веќе креирана да навистина се дојде на работ на поголеми насилства и поголеми, да кажеме, криминални действија предизвикани од говор на омраза. Сакав уште само ова да ве прашам за стратегијата едно општество за сите. Таа е јасно дека ја протежираше, ја буткаше, да речеме, пранешниот премиер Заев. И гледавме дека во едно неодамнешно негово обраќање на Facebook, тој повторно го употреби тој термин, веќе може да се каже подзаборавен малку, повторно го напише тоа едно општество за сите. Мислите ли дека новата влада на Ковачевски таа стратегија веќе целосно ја стави во втор план? Воопшто Не, мислам го апсолутно. Ние имавме една средба дали кога бевме почти коалициони партнери пред да кога дојде тој веќе францускиот програм не беше официјално, нели, и во една декларација таму што се подпишуваше, значи стои стратегија за еднакво, општество, а стратегијата се вика за едно општество. И тоа реагирав, меѓутоа прилично се најде некој си да кажеме, прво немаше ни време да се тоа елаборира, да им се каже. Меѓутоа има таму луѓе во владата што ја го знаат тој континуитет како треба да оди, меѓутоа веројатно и тие што се во владата, во кабинетот на некој начин се маргинализирани во моментот. И повеќе се подозира тоа еднакво општество. А еднакво општество, ако мало обсуди подлабоко, тоа веднаш да бидува пак до поделено општество. Бидејќи еднакво Зошто? Бидејќи вака навидом звучи исто. Еднакво може да биде граѓаните, не може на општество да е еднакво. Значи, за да имаш ти еднакво општество, мораш да имаш 2-3 повеќе општества кои треба да бидат еднакви. Така ли? Ако зборуваме едно општество, тоа е интегрално општество, така ли? А еднакво општество веќе одиме на тоа да се направат повеќе општества што ќе бидат еднакви. Етимолошки може би вака. Да, звучи тоа исто и примамливо, меѓутоа ако малку подлабоко се анализира работата, ние од старт одиме да градиме поделено општество. Така што веројатно ова се малку теоретски, да кажеме, дебати, дискусии, да ги дадат подлабоко и немаме ни време во оваа ситуација се да се елаборира, меѓутоа мислам како беше премиерот Зоран Заев имаше поголем сенс не само од премиерот, него и екипата што беше околу. Сега имаме сосем еден друг состав, иако се партиите исти во главно, меѓутоа имаме друг состав на луѓе на екипа кои што воопшто некои не беа ни вклучени во целиот тој процес на ова. И да кажеме тоа тоа едно општество беше поздравено од Европската унија на големите и од Америка се разбира, најголемите, да кажеме, авторитети од ОПСО-ДИХР, од Советна Европа, од Европска унија го поздравиат, тоа беа тука конференција, па дури, нели, знаете, премиерот Заев доби од германскиот Фридрих Хебер, нели, награда само за тоа, за едно општество со тоа, нели, а и моите контакти со тоа, нели, се бават со повеќе како во Европа, беа пофални зборови. И да не кажувам дека ние сме првата земја, тоа кажав и на Ковачевски ковбе, значи тоа што ни како француски предлог и не требаше да се плашиме од тој акционен план што ни се предлага. Значи таа стратегија за едно општество, тој акционен план, ние не треба да измислиме топла вода. Тој акционен план треба да биде, нели, стратегијата за едно општество. Значи, ништо тука не треба што ние така се изградив малку фудбалерски, ние во ваква ситуација со Бугарија им водиме од старт 3-0. Бидејќи Бугарија воопшто не гради, да кажеме, нема теориски познавања и знања во тоа ниво што сме ние за ваквите проблематици за мултикултурализам, интеркултурализам и Да, особено што нивниот устав е сосема различен, тие не ни признаваат етнички групи, да. Не признаваат, Значи таму турците или ромите и дека натаму имаат како малцинство. Со македонците не ги признаваат, тоа иначе другите и Бугарија потпишала рамковата конвенција. Не, но они цело време инсистираат дека нивниот устав не признава колективни права. За тоа мислам. Да, дека во уставот сите се бугари. Така ја потпиша рамковата конвенција за национална малцинства и по таа конвенција, денес имаме турска партија Илхан
чучу кога што е како Да, да. се доаѓа од турска партија, турска заедница, така и ромите имаат таму, ми се чини романците нешто имале така натаму и не се сеќам се баш точно на тие извештаи. Единствен проблем во Бугарија што не се призна македонското малцинство, затоа има пресуди од Европскиот суд за човекови права, не ги исполнува Бугарија и така натаму. Веде мисли кој разговаравме кој е тој механизам што треба да се направи, да се турка и така натаму. Меѓу реалноста е тоа, значи ние треба да се соочиме со таа реалност и да војуваме. Кога зборуваме за антагонизмот во земјава помеѓу етничките групи, еве зборуваме за антагонизмот помеѓу македонците и албанците како две најголеми етнички групи, се разбира дека другите не ги запоставуваме, постојат уште доста етнички групи, но еве да речеме најголемите искричања произлегуваат од ова и затоа го анализираме тој проблем. Ми се чини дека ако ги прашате двете етнички групи што е проблемот, двете ќе ви кажат исто. Дека проблемот произлегува од нееднаквоста и од тоа дека спротивната етничка група има повеќе права, повеќе привилегии во општеството, дека таа е попривилегирана и така натаму. И двете ќе ви го дадат истиот одговор. И двете етнички групи им веруваат во исто. Всушност, што значи дека сигурно не може да бидат двете во право или дека реалноста и вистината е некаде помеѓу. Знаете, Охридскиот рамковен договор, кој што е мировен договор, нели, тоа мора да се признаете, и донесе мир во нашата земја, сепак има голем број недоследности, недоискажаности и некои работи кои што на некој начин треба можеби да седнеме повторно да се коригираат. Значи, тој амандманот 6 кој што вика за соодветна и праvičна застапеност на сите заедници во државните институции и јавните предпријатија, како е тамо точно, токму тоа го носи ова. Значи, постојано се бара кој повеќе че граби од државните институции со мотиката, нели, или волата во својата воденица да ја тера. И тој амандман можеби треба да претрпи некои, да кажем, модификации. Можеби секој ќе се отвори уставот, добро е тоа да се поразговара, да се отвори јавна дебата, бидејќи сепак Охридскиот договор е за поздравување. Духот на Охридскиот договор се разбира е апсолутно за поздравување, меѓутоа не е тоа, да кажеме на некој начин, ниту света книга, ни Библија, ни Куран, а тоа се држиме слепо. Бидејќи ете доаѓаме и до еден проблем кој што сега ни се отвори. Значи оригиналната верзија за преамбулата на Охридскиот договор беше граѓански концепт. Така, во тој период кога се потпиша Охридски договор, дека се донесе уставните измени, се ојде на овој преамбула што сега го имаме, а што генерира исклучување и дискриминација кон тие што не се споменати во преамбулата. Иако таа преамбула е декларација, таа преамбула не е норма, никакви права одговорности од преамбула не произлегуваат. И мислам дека тука имаме малку проблем ние на нашата дипломатија, што не му покажа тој Румен Радев, писател во Бугарија, тие што и кажуваат дека во нашиот устав нема конститутивни народи. Тоа што го кажува постојано Бугарија, да бугарите бидат нема кај нас конститутивни народи во нашиот устав. Сувереност на државата произлегува од граѓаните, а не од колективитетите во нашиот устав, а во декларациите се спомнуваат делови од народи и има тамо и другите, и од тие други има тие што помалу се по број, меѓутоа ние не можеме само бројка да не биде, да кажеме, критериум, стандард за кој да биде споменуван. А оригиналниот, пак ќе кажам, текст на Охридскиот договор за преамбулата беше граѓански да биде и таа преамбула да биде од некој граѓански аспект, без да се спомнуваат ниту сега, што ние не ги направивме одреден број, тоа се избрза, кога се правеше таа преамбула, немавме јавна дебата, не се гледа потребите на сите. И веднаш после тоа имавме ние неколку извештаи на Светодавниот комитет на Рамковната конвенција за национални малцинства при Советот на Европа, каде што укажува во членот 3 на таа конвенција и сите тие забелешки дека ова преамбула не ви чини. Значи тоа што ни се случи од 2002 година веднаш идете кој да нас не дојде дека од Сојда века ова преамбула треба да се менува. Значи од тогаш до сега ние требаше да завршиме таа домашна задача, јас викам, дека со таа преамбула требаше да се направи, сега доаѓаме 20 години после 2022 година, тоа не е болно. Да, болно е, меѓутоа не само бугарите. И пак ќе кажете, тука јас го имам ова донесов, заклучоците што ги имаме од Европската унија за преговарачката рамка и кажуваат
Во таа насока Советот на Европската унија поздравува наметата на Северна Македонија да започне и приоритетно да ги постигне релевантните уставни измени со цел во уставот да се вклучат граѓани кои живеат во рамките на границите во државата и кои се дел од други народи. Значи тоа е основата. А после кажуваат како што се бугарите. Значи пример се зеца што Бугарија се прави притисок. А тоа што можеби, а тоа го знаеме ние, Хрватска прави притисок, само не е вако како што бугарите. Сега што споменува премиерот и хрватите, бидејќи ние имаме со Хрватска еден договор меѓу Македонија и Хрватска за заштита на македонското и хрватското малцинство во двете земји и секоја година таму има состаноци. Хрватска преку тој инструмент постојано бара дека треба да се стават хрватите. Значи тој е притисок со хрватите. Нели? Јако бев пратеник 2019 година, усвоивме една, да кажеме, договор беше меѓу Македонија и Романија. Нели, тоа во јавноста помина така, јас гласав против тој договор, бидејќи таму ние апсолутно ставивме дека ќе признаеме романско малцинство во Македонија. Знаете, а последниот пописи романците во Македонија се двоцифрен број. Не е битна ни бројката. Меѓутоа ние во такво цел договор што десето отвори тоа прашање, меѓутоа проверите. 2019 година ратификувавме на спогодба меѓу нас и Романија, каде што ние се обврзавме дека ќе признаеме романско малцинство. А Србија кога ги започна преговорите, токму од Романија имаше најголема кошница да ги признаат романците и да бидат еднакви. Така што овие прашања се многу осетливи, не е само излегување на протест даваме, не даваме устав, нема да гласене. Значи, ова се прашање на човекови права, а тоа да некој биде дискриминиран што не е споменат во преамбулата е исто генерира кај дискриминација. Значи, тој е единствен феномен во земја. Значи, вие сакате да кажете дека ова менување на уставот или вметнување на останати делови од народи во преамбулата не е толку проблематично, бидејќи тоа, според францускиот предлог, е еден од условите кои земјава мора да ги направи за да почнат преговорите, за да се одржи поточно таа втора меѓувладина конференција. Суштински да почнат. Да. Суштински да почнат и тоа е услов, де факто е услов. Другото понатаму останува преговори како ќе течат, што ќе направиме. Но дефинитивно ова е фиксен услов. Дали тоа вие велите дека тоа веќе Европа и претходно не го препорачувал? Тоа ние домашна задача уште од 2002 година. Значи, дека се прочита сите овие мисли на Судовен комитет на Рамковата конвенција од 2002 година за Македонија, ја последно кажував кога тие пишува за Албанија, за Бугарија, за Грција, за македонско малцинство, сите медиуми кај нас кажува одлично, треба да се кажува тоа. Меѓутоа кога сите тие комисии кажува за Македонија, ние медиум не пренесуваше што кажува. А таа задача да се даде што 2002 година ние мора да ги задачиме сите граѓани во преамбулата. Сега дали ние ќе се одлучиме пак на оригинална верзија на Охридскиот договор, па да ставиме да нема никој да се спомнува и да одиме граѓански, како што е и Бугарија кажуваат тие, така и да знаме и Црна Гора е така и да не спомнам други земји. Или пак ќе одиме во хрватскиот модел. Хрватскиот устав ги стави сите што живеат во Хрватска. Стипе Месич беше прилично голем визионер 2002 година исто и тога се направи тој пакет на уставни измени или тоа со уставен закон го направи тоа Стипе Месич во Хрватска и ги ставија све што живее во Хрватска без разлика на бројка, ги ставија и македонците, кој што има помалку него што има хрвати во Македонија, во тоа време се може повеќе има македонци. Грција да паѓаше Хрватска, како ти ставаш македонци таму во уставот, значи Хрватска го издржи тој напад од Грција исто што ставила македонци во хрватскиот устав, меѓутоа Хрватска тоа го издржа, тоа што има став на тоа. Сега ние сакаме ни ова ни она, или ќе ги ставиме сите, или ќе избришиме сите, значи не може да дискриминираме ние било кој. Па дека си романци кои тоа прифатиме за Романија, потпишавме договор. Значи вие велите дека сите што живеат треба да се стават во устав. Сите етнички заедници. Значи, мојот став има една колумна пред недела дена, дека Македонија не сме никој да дискриминира по основна преамбула, мислам. А од преамбула никакви права и одговорности не излегуваат. Сем, после, ако менуваме сега, и тоа е исто едно од прашањата, ако сега ние менуваме преамбула и ставиме неколку заедници, ние ќе мораме веднаш да го помениме амандманот за чини 8, на тој е комитетот за односи меѓу заедниците, и таму треба ги доставиме. Тој ќе се смени, да. Треба да се смени таму веднаш. И тоа е единствена работа која произлегува од менувањето на преамбулата. Од преамбулата тоа амандман ќе мора да се смени. Тоа за комитетот за односи, кој што во суштина никој не функционирал тој реално, можеби инцидентно кога биле неколку претседатели
последната председателка гледам се конструктивна доста е по тоа прашање, ама во главном 20 години од тој комитет какви ние сме имаме етнички проблеми во Македонија, никој што комитет не е застал да збори, а за тоа е формиран, за тие прашања. Така. Да. Добро, во однос на ставањето на бугарите во уставот, бидејќи тоа е она што е актуелно, каде што е насочено вниманието на јавноста, постои едно верување кај противниците на тоа дека е тоа дел од тој пакет, како што тие велат, на бугаризација на земјава, дека така се обидуваат бугарите да ги асимилираат македонците. Дали со оставањето на бугарите во уставот ќе се прави бугаризација на земјава? Напротив. Со ставање на бугарите во нашиот устав ќе се направи дистинкција дека постои македонски народ и постои бугарско национално малцинство. Веднаш таа дистинкција. Ако не ги ставиме, ќе се прави повторно тие тензии дека македонците се бугари дека натаму. А ако ние ставиме дека во преамбулата има македонци, македонски народ и има дел од бугарски народ, значи дистинкција има, постојат двата етникуми постојат. Ме разбирате? Дистинкцијата се прави. Ако не ги ставиме, тоа е опасност за бугаризација. Ако не се стават бугари. Ја овако сум го кажал, уште пред 2-3 години на емисија бевме во една телевизија, не спомнувам, и прв спомнав на Хенори кога беше бугарскиот парламент донесе декларација, дека решението за ова што го да прави се Бугарија требаше уште веднаш да реагираме, да ги кога се менуваше преамбулата за Преспанскиот договор, значи пак не е преамбулата, тоа што делувавме преди јасно, нели? И тоа што да ставиме веднаш, да ги ставиме сите заедници во преамбулата на уставот, а за бугарскиот прашање плюс да отворевме катедра по бугарски јазик на филолошкиот факултет, тоа беше мојот став уште тоа. Со такво ти веднаш правиш дистинкција дека постојат два јазика и два народа. А ако не ги ставиш, отвора сомнение да има секојаш дебати дали има еднаквост меѓу македонците и бугарите. Како етнолог се ти ова го зборувам. Значи разликата се прави ако ти ги ставиш двата и да се во документите. Да, затоа можеби председателот на Бугарија Радев инсистираше тие да не бидат ставени како дел од народ, тука како што те вели конститутивен дел, да бидат како македонскиот, бугарскиот народ. Да, ама кај нас нема ни македонци, кај нас не се конститутивни според уставот. Иако е доминантен народ нормално во нашата држава, меѓутоа според уставот македонци не се конститутивен народ. Зборуваме сега за преамбулата и уставот дека се Уставот 91 година пред Охридскиот договор, да, тоа беше Македонија држава на македонскиот народ и националностите таму се спомнува како националности тогаш, ама со Охридскиот договор 2001 година македонците че не се конститутивен народ и државата Република Македонија се направи да биде граѓанска држава. Иако преамбулата дали се додатува се спомнуваат таму. Друга работа за евентуално отварање на уставот, тоа го кажа председателот на Алијансата на албанците за еден села, тој вели дека тие ќе гласаат за промена на уставот, само доколку се смени и онаа формулација за албанскиот јазик, каде што наместо албански јазик стои јазикот кој го зборуваат над 20%. Да, тоа е амандманот 5 од уставот, значи не е со преамбула. Да. Преамбулата е 4, ова амандманот 5, каде што стои дека службен јазик во Република Македонија е и јазикот што го зборуваат најмалку 20%. Што мислам дека тоа поради целиот контекст што беше со војната така натаму, тоа немаше доволно храбри политичари македонско се да веднаш го стават тоа. Мислам дека ако се бара и за заштитување на македонскиот јазик и нормално треба да биде така и со овој договорот за членување во Европската унија, треба да ги почитуваме и другите, значи и за мене би било навредливо за некаде не знам, јазикот на некоја си народ или заедница стои во проценти, а не со свој идентитет. Гледате што се прави меѓу Црна Гора и Србија. Дали е во суштина горе долу со неколку букви е да кажеме исти јазик, нели, кајкавски, икавски, да не зборуваме се тие дијалекти, меѓутоа идентитетот е да биде црногорски јазик. Така да биде. Значи многу е битен идентитетот на јазикот. Да, за ова сакам да им укажам на гледачите, особено ќе зборуваме после со лингвистот и за овие примери. По-компетентен во секој случај. Така што проблемите со јазикот значи за нас како етнолози, проблемот не е можеби во структурата, повеќе проблемот во идентитетот и на признавање идентитетот на јазикот. Да стои, да, и така че по документите таму стои во овој документ што е сега предлогот на Европската унија, стои македонски јазик.
и во самиот документ беше сега ни се дава. Во Обединените нации стои македонски јазик, така што таа работа во идентитетот на јазикот е завршена работа. Во структурата, синтаксата, морфологијата, ќе збудат со лингвисти, не навлегуваме, ги знам кои се тие разликите, ама нека збори по компетентен човек. Ама тоа што е битно во политички контекст е идентитетот на јазикот. Значи сега кога ќе биде Црна Гора и Србија, кога ќе влезе во Европската унија, горе и со Хрватска се тој друг дијалект е нормално. Ова на српско-хрватска друг дијалект се посебни јазици, и босанскиот јазик е посебен јазик. Меѓутоа кога сите тие членови во Европска унија, сите тие ќе имаат идентитет на јазик, значи има хрватски, црногорски, српски или босански јазик, ќе си има свој идентитет иако горе долу секој го разбира што и како зборува. И овде се зборува за идентитетот на македонскиот јазик. И тука е мислам проблемот, а не е во структурата на самиот јазик. Ајде малку да поразговараме за францускиот предлог. Еве го доправме македонскиот јазик. Тој е еден од да речеме за критичарите проблематични делови каде што ќе се оди при заклучоците на таа при усвојувањето на преговарачката рамка, дека тогаш Бугарија ќе има унилатерална изјава во која ќе каже дека македонскиот јазик бил дијалект на бугарскиот и така натаму. Се разбира дека и земјава има право на своја изјава во тој случај. Знаеме каква ќе биде таа, дека македонскиот е јазик кодифициран, дека е посебен јазик и така натаму. Во однос на тие две изјави кои ќе бидат дадени и за кои владата инсистира дека нема да бидат дел од заклучоците, туку само ќе бидат нотирани од страна на Европската унија, дека од нив нема да произлезе никакво правно дејство, критичарите велат дека сепак не е така, дека Бугарија врз основа на таа своја изјава понатаму ќе може да блокира и да бара идентитетски остапки врз основа на јазикот. Значи, ова е прв уникатен случај до сега со Европската унија. Значи, до сега Европската унија вакво искуство, колку што јас знам, може би грешам, ќе ме поправат, нема вакво искуство во европската пракса. Како ќе се понаша Бугарија, а тоа е дека мислам дека имал сега не знам сега во основа дали е идентично во постапката, дали во оваа фаза на преговорите, дали во преговарачката рамка, но имало случаи со проблематизација на јазиците меѓу скандинавските земји, имало нешто и во Ирска, но сега Ирска со англискиот јазик. Да, со англискиот, но сега не зборувам дали во оваа фаза токму, но некаде во тие преговори имало. Мисля, че беше се ирскиот министер преку ден кажа, спомна, доста позитивно беше неговиот настап. Десекам се да кажам за против. Конструктивно кажаш како беше проблемот. Кој слуша, кој не слуша. Мислам дека тоа е поглед 34 кој ќе дојде да се проблематизира. Така дека ќе биде после 15 години. На крајот, рече се. После 15 години. Дали за 15 години Бугарија ќе даде изјава, не знаеме. Може да има да даде изјава Бугарија, така ли? Изјава може да даде и Словачка и Чешка, сите имаат право да дадат изјава било кој член, ова чаптер нели од преговорите. Така што ја не би кокетирал да кажувам вака така, тоа што ја барем, не сум етнички македонец можеби и така. Меѓутоа ја мене тоа што ми е окей и дека и Европската унија доста коректна во оваа работа, бише сепак мора да тоа да признаеме, Бугарија е членка на Европската унија. Европската комисија сепак најде некој си решение соломонско да ги задоволи потребите на македонскиот народ, нација и држава и јазик, така ли? Тамо стои македонски јазик. А декларација може да, а далече даде ќе видиме, пак ќе кажам, после 15 години може би повеќе. Така ли, дали ќе даде декларација и дали ние на тоа ќе одговориме и второ што ќе биде и таа декларација на Бугарија никој не знае. И дали ќе биде овој контекст со Каракачанов нели влијание дека натаму за 15 години во Бугарија и тоа не знаеме. Така што тоа ќе оставиме за некои си нели идни време, меѓутоа сега како што е да се започне преговорите, мислиме сосема fair enough што сега на англиски да се почне. И на крај на краиштата, знаете, никој не може да даде гаранции што ќе се случи за 15 години со светот камоли нешто друго. Така ли? Така што мислам дека направени се максимални обиди според мене. Знаете, ние имаме голем проблем, што е голем проблем во Европската унија, не ние, дека имаше декларација на еден парламент на Европската членка на Европската унија за блокада. Значи, ја мислам дека првото што требаше се сручи, знаете, кога се прави опсада, или прво се руши зидот на тврдината.
Прво што требаше да се случи тврдината. Се направи дупка од тврдината, падна таа декларација на бугарскиот парламент, падна тоа вето. Се случи дупка, се направи, се вика во освојувањето на Константинопол или не знам дали е битно. Се направи дупка и сега може низ таа дупка да влеземе во Европската унија. И тоа беше еден голем бедем што бугарскиот парламент го направи за Македонија за влез во Европската унија. А таа декларација имаше прилично тврди и дискриминирачки позиции. Во неа беа ставени сите оние најтешки бугарски историски барања, во однос дека македонците се вештачка нација, дека до 1944 година не постоеле, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. И сето тоа беше со декларација на бугарскиот парламент донесено. И тоа беа бугарските црвени линии, всушност на членка на Европска унија. На членка на Европска унија. И сега пак се кажа, значи, секоја чест и да германски, португалците и целата Европска комисија, што најдоа начин да од това тврди да се направи дупка, нели? И да влезе Македонија во тој преговарачки процес. Мислам дека оваа шанса ние треба да искористиме. Нели? Треба да бидеме било којате вчера мислам че имаше добра колумна професорката Петелкана Чупеска, нели? Дали која да донесеме одлука че има последици. Дали и вакви и такви, че има последици. Не може да биде без последици, ама битно да донесеме одлука. И јас мислам дека начата треба да мислиме почне на иднината, не на минатата. Тоа се случувало и ќе се случува пак и што ќе биде во историјата. Дали има една народна мудрост, све што било поминало, све што ќе биде, ќе помине, така ли? Така што ова што било со Бугарија ќе помине. Значи не е тој контекст веќе во Бугарија. Ете гледаме Каракачанов и таа негова ВМРО, како се вика таму партија во Бугарија, колку толку веќе не е некој политички фактор. Критичарите, повторно се вратиме. Критичарите на предлогот велат дека не само за јазикот, туку и дека Бугарија ќе може во текот на преговорите на неколку наврати, на повеќе места да блокира во однос на историјата, каде што францускиот предлог се повикува на работата на историската комисија, која е содржана во договорот со Бугарија, каде се повикува на тој член 12. И дека всушност на тој начин Бугарија преку работата на историската комисија ќе може да ги испорачува своите барања и на тој начин да го блокира напредокот на земјава. Иако владата тврди дека, а тоа на некој начин го потврди и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, дека сепак тој дел од францускиот предлог дека не се однесува на нормативниот дел на преговорите на поглавијата каде што се оценува напредокот на земјата, дека Бугарија формално нема да може да блокира поради тој дел, но сепак критичарите велат дека Бугарија ќе најде начин и дека може тоа да го прави, а и владата вели да може, доколку го ја злоупотреби својата позиција, може. Значи, начин постои сепак. Значи, пак ќе кажам, нас може да блокира било која земја во било која поглавје податаму. Така ли? Да кажеме се примери што се случувало во тие преговори. Прва работа. Втора работа. Да, и да појасниме само дека не е само договорот со Бугарија, туку и преспанскиот договор ставен. И преспанскиот, францускиот предлог. Добро, за Грција да имаме некој се забележи. Но посочене, да. Добро. Па знаете што, и Бајден го посочи и преспанскиот и Охридскиот договор, кој да го почита ќе остави од црна листа. Да. Зашто никој против Бајден не скокна да се буди? Така ли, знаете, забарем за преспанскиот да се будија. Сите молчеа, така ли? Така што нормално преспанскиот договор е исто за мене добар договор кој што се најде решение еден долго вечен спор. Сега за ова со бугарската комисија. Сега не знам колку вордингот е позад на нашите гледачи, меѓутоа таму мислам дека стои дека нема да се даде извештај, него ќе се информира годишно, така ли? Годишно ќе се информира. Сега тоа е голема, да кажеме, разлика од терминологијата, бидејќи сосема друго е кога ти добиваш извештај, кога тој извештај секоја година ти дозволува да продолжуваш, нели, како заклучок, а со друга информација, значи информира за напредокот. А да знаеме како таа историска комисија, баре како сега се констелациите, мислам дека ќе нема напредок долго време. И тоа е факт. И сега кој е за тоа крив и тоа е исто прашање, јас секогаш викам да прво да очистим во нашиот двор. Јас сум исто доктор по етнологија, антропологија. И ќе критикувам прво нашите таму. Ако тие нашите, колку години трае оваа комисија? 3 години, 4, колку ли? Да.
Ако тие нашите, а требаше да се заврши за 6 месеци, така ли беше по договор? така беше, да. Ако нашите не успеале да со научни аргументи, факти дека натаму да го одбранат, да кажеме, и тука пак ние лозио гледаме тоа поинако, значи во историјата нас не е битно што навистина се случило, нели, дали не знам топчето од Срешово го направил тој или тој не е битно, него како тоа топче Срешово се користи во конструкцијата на македонски идентитет. Значи тоа е за нас битно, за антрополозите, етнолозите и за политиколозите. Нели? Сега, улогата на таа комисија е да се најде еден заеднички вординг, заеднички, да кажеме, јазик, за да може во нашите учебници и во бугарските учебници да се има некоја си, да кажеме, помирољублива, помирољублив наратив, како што ја го разбирам, може би грешам, ама ја го разбирам така. Така што мислам дека ако нашите членови на таа комисија не успеат досега да го тоа аргументираат, па можат слободно да кажат дека извините, не може нека два други луѓе. Така ли? Затоа никој да таа функција не е тамо вече. Значи ги поздравам сите драги Лјупчо тамо кои се и да не ги спомнувам сите и добри ми се пријатели дека натаму и ги знам прика што биле и дискусиите како тешки преговори тамо се водат. Меѓутоа дајте тоа нешто да се во таа комисија промени. И второ прашање. Ние не знаеме дали кога таа комисија од бугарска страна се формираше, тоа тамо делегира прилично Каракачанов делегираше Борисов, дека натаму луѓе историчари. Може ние треба да побараме да се направи ревизија на членството од бугарската страна. Значи се уште се тие исти луѓе таму. Нели и имаше забелешки дали и само од бугарски мои колеги се забелешки имаше дека треба да се тој состав таму. Факт е дека таа мешана комисија е заглавена. Тоа е факт. Да, меѓутоа дај да видиме каде може да ги најдеме тоа зборува. Значи прво во бугарска страна мои колеги исто имаат големи критики на таа комисија, таму се многу крути историчари, треба да се тој состав малку промени. Да. Ако ни е целта да ги зближиме македонско-бугарските односи, ако ни е целта да ставиме во ровови па се фрляме едни со други со топови, окей, значи тоа е тоа целта. Меѓутоа нас ни е целта дека како Македонија да влеземе што побрзо во Европската унија, да ги завршиме овие прашања и да најдеме начин. Значи не сега да зборувам за фактите, за аргументите, че се зборуваат и јас сум компетентен, нека не сум мислам тие што се за тоа одговорни, нека зборуваат. Меѓутоа можеби треба да се најде начин да се најде подобро приближување. Ја мислам дека со нота влада на Кирил Петков прилично кратко траеше, колку 6 месеци, имаше прилично добра атмосфера, пак ќе кажам тој таа тврдина што направи бугарскиот парламент на некој начин и тој договор што го направивме со Бугарија, на некој начин да се изменаџира, да се олабави софт, да се направи. И имаме време да го направиме тоа софт, ама нормално со позитивна енергија и со позитивна, да кажеме, со позитивен дух на сета таа работа. И мислам дека тоа не е некој проблем што не може да се реши. Сепак кога ќе се малку односите релаксираат, олабават, мислам дека и тоа и за тоа прашање ќе се најди соодветен одговор. Значи фактите никој нас не може да не ги преземе нашите митолошки личности, исторички личности или нас нешто ги имаме таму. Може би треба да се најде подобар, да кажеме, вординг, нели, да се користи, да имаме некој начин заеднички разбирање во нашите учебници. Иако горе-долу мислам дека и тоа не е некој нерешливо прашање, ако зборуваме чисто за историски аргументи и факти. Да, но се чини дека доколку помине предлогов и доколку ги почнеме преговорите, доколку сето тоа се случи и по тој роудмап, по таа мапа преговорите би можеле да почнат бидејќи тој прво трае тој скрининг, кој трае околу година и пол до 2. Значи суштински преговорите би можело да почнат за околу 2 години, тогаш би била и таа промена на уставот кога бугарите биле вметнати. Кога сето тоа би завршало и би ги почнало... Не само бугарите, што и другите. И другите, да, се разбира. Доколку сето тоа заврши и ги почнеме сепак преговорите со Европската Унија и доколку бугарската страна го прави тоа, зашто предупредуваат критичарите дека ќе го прави, дека ќе на секој чекор кога може ќе ги стопира преговорите поради нерешени прашања во историската комисија, ми се чини дека тие односи помеѓу Македонија и Бугарија воопшто нема да имаат можност да одат во подобра линија, туку тоа ќе се претвори во една долга агонија каде што тие односи, значи 10 на 15 години рече сигурно ќе бидат лоши. Бидејќи тој антагонизам цело време ќе се
воспалува повторно и повторно и повторно. Мислам дека тоа нема да се случи. Мислам дека таа структура политичка што беше во Бугарија пред пред изборите, нели, што ги има три пати нели лани кога беше има избори, нема да се повтори таа политичка структура во Бугарија, нема да се дозволи во Бугарија од самите електорат меѓутоа заедница да се доведеме во таква една ситуација смешна. Кај за нив е смешна. Не е дека за се држи за НАТО, да не е смешна ова ситуација, каде што нели апсолутно беа барањата од 19 век, нели, на една земја членка на Европската унија и на НАТО и не влегува во нивниот концепт. Значи, нашите пријатели и во Европа, па ще кажем во Бугарија имаме добри пријатели, критична маса што критично размислуваат на сето тоа работа, не се согласуваат со тоа што го правеше Каракачанов и владата на Борисов предходно. Сега мало гледаме дека сето се колку толку се измена джира, иако составот парламентот гледаме каков е, можеби некои наредни избори ќе донесат некои нови ветришта и во Бугарија, но мислам дека не треба ние заради тоа да го кочиме нашиот процес на европскиот пат. И дека треба, по моје мислење, апсолутно дека треба да можеби ако успееме. Мислам дека овој текст што ни е даден, преговарачка рамка е горе-долу тоа. Ако нешто успееме во вордингот да смениме, че не во суштинските точки како што е Глямова што бара ВМРО, можеби евентуално го слуша вчера поранешниот министер на дворешни работи Никола Поповски, досегашниот предлог, може и парламентот добро е да поднеси, нашиот парламент да поднеси барање до парламентите на членки на Европската унија, колку толку да балансира со нивни декларации, ако кој сака тоа, нормално германски, француски, било кој парламент, за да може и Европската комисија да може да има баланс во некои си декларации, некои становишта. Така што можеби ние треба малку повеќе да побараме сличен предлог во европските земји. Сличен предлог даде и поранешниот вице-премиер Никола Димитров, кој рече кога би се давали тие унилатерални декларации на Бугарија и Македонија за јазикот, сите земји членки да се излобира, сите земји членки на Европската унија да дадат своји, во кои тие ќе кажат дека за нив македонскиот јазик е посебен јазик, македонската нација е посебна нација и така натаму. И на таков начин би се постигнало едно да речеме релативизирање на тоа барање на Бугарија и веќе ништо рече се не би било спорно. Па ја мислам дека Бугарија во тој случај повторно би останала изолирана. Па ја мислам дека да се батвиме од Чешка до Словачка покажа дека се за таа работа прилично на наша страна. Од се извинувам, а за самите земји членки на Европската унија ништо не би се побарало од нив да кажат, освен тоа што навистина го признаваат. Сигурно Хрватска, наша страна и Словенија, сум сигурен дека ако се пуши за писмо до Хрватски и Словенски парламент, и тие ќе застанат на наша страна да излобираат. Чешка стоите, 4 од старт сега што би текнуваат, можеби има и други пријатели, од старт можеби да го тоа неутрализираме. Така што ништо тоа не е некој си зид на кој што не можеме да. Ама треба нормално да се менаџира, да се работи, не може никој нас да ни сервира готови. Ние се научиле дека ни нас сервира. Не, треба да работиме, треба да лобираме. Во Европската унија е лобито. Ние постојано треба да лобираме за различни прашања. Така што мислам дека треба да се малку посветиме на нас и да правиме малку лоби према Европската унија. А веќе имаме, да кажеме, трасиран пат како да влеземе во тој процес на европски преговори, бидејќи, пак ќе кажам, таа тврдина успеа се сруши што го направи бугарскиот парламент пред 3 години. Добро, господине професоре Земун, ви благодарам за ова интервју и воедно, како што кажав на почетокот, последно во оваа сезона, со вас го затвараме оваа студио 10. Ќе се гледаме повторно септември. Благодарам. Дозволете да искажам прикател, утре Курбан Бајрам на сите верници од исламската религија, да ги честитам и празникот. Да. На некој начин. Ви благодарам уште еднаш. Почитуване, вие останате. Студио 10 продолжува со уште едно интересно интервју. Тоа е Игор Радев, лингвист. Со него ќе разговараме за тоа зошто македонскиот и бугарскиот јазик се посебни јазици, зошто Бугарија тврди дека тоа е исти јазик кои се искуствата од европската пракса, историските примери, следува добро и интересно интервју. Почнуваме веднаш после рекламите.